Денешниот ден со својата посебност ќе ја даде со новото продолжение од Фактор здравје. Ви посакувам добре дојде и денеска во името на екипата која што со нетрпение очекува да ви ги презентират деталите од денешната ваша здрава навика. По оваа најава следува најавата на гостинот и деталите од рубриката Истражувањата докажаа, како и она што е главно денеска, темата во емисијата. Покрај мозокот, срцето, црниот дроб и белите дробови, бубрезите се еден од 5 највитални и најзначајни, би рекол, органи во човековото тело. Постои лев и десен, односно ова е парен орган и токму бубрезите денеска ќе бидат центар на нашето, а и ваше, се надевам, внимание. Ќе зборуваме за уринарните инфекции и калкулозата, нивната поврзаност, што тоа значи и што ги карактеризира, како се дијагностицираат, односно откриваат и конечно како се третира оваа состојба. Сите детали и многу повеќе денеска ќе слушнете во разговорот и интервјуто денеска кое што ќе го имаме со насловен доцент доктор Игор Николов, кој што е субспецијалист невролог и кој што гостува како представник на јавната здравствена установа Универзитетска клиника за нефрологија, дел од кампусот клиники Мајка Тереза во Скопје. Доктор Николов, добар ден и задоволство е што сте со нас. Како сте? Добар ден, ви благодарам на поканата. Прилично добро се осеќам во вашето студио. Одамна. Да, не сме се виделе од една страна и од друга, би рекол дека вашето поле на интерес или вашата субспецијалност како нефролог и тоа како интерес напред се за мене и за гледачите, веднаш да објасниме и откриеме која е поврзаноста помеѓу уринарните инфекции и калкулозите од друга страна. Па добро, калкулозата или камчињата се појава која што се случува во човековиот организам како резултат на повеќе фактори. Може да биде причина за уринарна инфекција или пак може да биде последица на уринарна инфекција. Тие два ентитета се поврзани едни со други и се прилично едноставни како теорија, но може да направат големи проблеми и големи болки и непријатни состојби кои што ги чувствуваат пациентите од најмали до највозрастни. Сигурно, бидејќи навременото третирање пред се дијагнозата и соодветниот третман и тоа како може да придонесе за надминување на овие два ентитети или состојби, како што рековте. Благодарам за овој воведен дел, а по блокот реклами ве очекуваме и вас да ни се придружите денеска во Фактор здравје. 10 години во најдоброто друштво. Изберете LG K4 заедно со 10 GB и супер брз 4G интернет со VIP Mobile L. Повеќе за вас. VIP. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Хербален лек од валеријана, маточина и хмель. За убав ден и мирна ноќ. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Stalo sa vám niečo? Немаже. То праве мазање е конопне мазање. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски, 44, на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ремедика. Прва приватна општа болница. Праше пријател. Хит за лето. Смршете природно као и ја уз помош липосукцијски исхрани. За 3 неделje 15 килограма мање. Мало ли е? Спремите се за бикини, за плаже. Будете најлепши. Никад не е касно. Ако кrenете на време sa липосукцијском диетом и sa липосукцијском исхраном, изгледачете фантастично. Сви прави мушкарци брину о свом телу и изгледу, а не само даме. Зато, господо, неки ваш избор буде липосукцијска исхрана. 10 години во најдоброто друштво. Изберете LG K4 заедно со 10 GB и супер брз 4G интернет со VIP Mobile L. Повеќе за вас. VIP.
Денешната тема во Фактор здравје е насловена калкулози и уринарни инфекции. Уште еднаш подсетувам дека ваш гостин ова попладне е научен доцент, наставен доцент, се извинувам, Игор Николов, кој што е специјалист интернист и субспецијалист нефролог од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за нефрологија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје. На 6091925 и 6091924 од овој момент добро дојдени се вашите јавувања и вашиот интерес. Докторе, на почетокот ја објаснивте поврзаноста помеѓу овие два ентитети. Она што е важно да означиме која е целната група или група која што најмногу е афектирана или погодена. Иако споменавте, секому може да му се случи, но сепак, кое е вашето искуство? Што вели тоа? Вака, уринарните инфекции и појавата на калкулоза ги зафаќаат практично сите возрастни групи, од најмлади до најстари. Кај најмладите, односно кај децата, дури кај новороденчињата, што се случува? Се случува да има одредени малформации на уринарните патишта, кои што малформации на уринарни патишта може да доведат до бавно елиминирање на мокрачата, на урината, низ уринарните патишта. Со тоа бавно елиминирање на урината се создаваат поволни услови за развој и растење на различни видови на бактерии, кои што можат да дадат компликации кај децата од најмладата возраст. Кога ги диагностицираме овие малформации на уринарните патишта, првиот симптом за да ги диагностицираме практично е појавата на уринарна инфекција, односно појавата на температура, печење при мокрење, и потоа тоа не тера да детето, да бебето или малото дете се однесе на лекар, каде што би се исследувале тие уринарни испитувања или уринарни патишта. Понатаму, уринарните инфекции се честа појава и кај повозрастните, поготово кај жените, заради тоа што должината на уринарниот тракт кај жените е помал во однос на мажите и тоа е почесто кај нив. Така да, кај возрастните жени, значи околу 80% од жените можно е да имаат така наречена асимптоматска уринарна инфекција, односно асимптоматска бактериурија, која што без клиничка слика, без никаква клиничка слика, значи постои бактеријата, постои инфекцијата, но таа не дава никакви симптоми, не дава температура, не дава печење при мокрење, ништо друго. Понатаму може да се јави кај трудниците. Кај трудниците заради појавата на плодот, кој што притиска на уринарните патишта, значи повторно е забавено елиминирањето на мокрачата и тоа создава поволни услови за уринарна инфекција. Кај возрастните луѓе, било мажи, кои што имаат проблеми со простатата, значи имаат бенигна хиперплазија на простатата, која што е зголемена, која што не дозволува соодветно елиминирање на мокрачата, било од мочниот меур, било од уринарните патишта низ бубрезите до мочниот меур, се создаваат повторно поволни услови за развој на уринарни инфекции. Но не е само уринарните инфекции кои што може да се појават заради сите овие промени кои што постојат. Можат да се појават и камчиња, односно така наречена калкулоза. И тоа во двата бубрека, се извинувам што прекинувам. И селективно би рекол во едниот, но и двата да бидат зафатени. Зависи, значи, на кој ниво е малформацијата, дали е билатерално, дали се јавува ги афектира двата бубрега, двете страни, или може би да е афектиран само едниот бубрег, па калкулозата, односно камчињата, да се појават само на едниот бубрег. Значи, тоа зависи. Сепак, важно е да се каже дека процесот на формирање на камчиња е долготраен. Тоа не се ствара одеднаш преку ноќ. Тука влијаат повеќе фактори и постојат повеќе фази. Значи, една од фазите е појава на кристали. На камерата сега гледаме различни Това се фотографии што вие ни ги донесовте. Да, овие се фотографии направени во Франција, во болницата Некер. Значи, прво се јавува фазата на кристали, кои што кристали, заради бавното елиминирање на мокрачата, се трупаат и се поврзуваат еден со друг, создаваат одредена структура која што може да биде калцификат. Тој калцификат со тек на време формира едно јадро, околу кое што јадро се натрупуваат и се налепуваат нови кристали, за да дојдеме до една фаза кога е формиран калкул.
Калкулот или камчето може да биде со различни димензии и врз основа на овие димензии зависи и третманот кој што би требало да се направи. Калкулите, калцификатите или тие кристали, кога калкулот е под 10 мм димензија, значи тој би можел да се елиминира спонтано низ мочните патишта. Да се елиминира со одредена конзервативна терапија. Кога е над 10 мм, тој многу потешко може да помине низ мочните канали и да се елиминира спонтано преку мокрачата. И во тој случај се потребни одредени поинвазивни методи кои што можат да доведат, односно се спроведува кршење на камчето, а во крајни случај, доколку тој е навистина голем, може да дојде до појава, до потреба да се прави хируршки третман за да се ослободи бубрегот или се ослободат мочните патишта од тој голем камен или голем калкул кој што реално ќе прави проблеми во моментот, но може да направи и проблеми подоцна. Така, проблемите подоцна, така, ќе завршат, ќе доведат до еден хроницитет, хронична бубрежна болест, која што може да прогредира до конечно откажување на бубрезите и потреба терминална фаза, тоа е стадиум 5, и потреба од диализен третман. Сме имале пациенти кои што од детството имале, значи, малформации на уринарните патишта, кои што немале потреба од диализен третман веднаш, но после 20-30 години, како резултат на тие компликации кои што се јавувале во долготраен период, имале потреба и да завршат и со диализно лекување. И како последна фаза на третманот на ова лекување на хронична бубрежна болест е трансплантација, значи се надеваме дека тие пациенти ќе бидат трансплантирани, ќе им се даде нов бубрек, што е прилично сложена процедура. Сигурно. Вие спомнавте и би рекол, споменавте факти од сите аспекти во однос и на диагностиката и третманот, но би се вратил уште на една причина, тоа е топлото време и дехидратацијата. И би рекол нашата навика да не пиеме редовно вода, односно и кога не ни се пие, помалку да подголтнуваме вода. Токму така. Летото еве речиси е зад нас. Летото еве речиси зад нас, но се уште трае. Температурите се прилично високи, значи 35 степени. Кај нас луѓето многу често забораваат дека ние преку кожата губиме во текот на денот повеќе од половина, меѓу половина и литар течност. Посебно кога е жешко, посебно кога имаме физичка активност на жешко. Понатаму, доколку ние не внесуваме доволно количество на течност, практично доаѓа до една хиперконцентрација, односно концентрација на мокрачата, концентрација на урината и се создават уште поповолни услови за формирање на кристали, кои што кристали ќе поминат во калцификати или ќе поминат, значи, во камчиња, и сето тоа допринесува да се развие многу лесно, посебно во овие региони на, да речам, Јужна Европа, специфични типови на камчиња кои што дури во Франција ги детерминираат дека се камчиња од земји кои што доаѓаат од Северна Африка или од Јужна Европа, каде што температурите се високи и каде што луѓето не внесуваат доволно количество на течности. Практично и мотивот на ова, може да кажеме, емисија е да направиме еден повик да во текот на денот луѓето внесуваат доволно количество на течности, во просек тоа би било 2 литра течност да се внесува. И многу е важно да се каже дека тоа треба да биде распределено во текот на денот на одредени количини, да не биде одеднаш 2 литра да се испијат и да се рачуна дека е завршена работата. Посебно е важно, како навика кај нас која што не постои, да се пие вода наутро, после од кога ќе се стане. Бидејќи, замислете, во текот на ноќта ние спиеме во просек 8 часа, значи 8 часа немаме внесено течности, ако пред легнување не сме се напиле вода ради навиката да не стануваме, да се будиме па да стануваме ноќе да мокриме, забајлето стануваме, истрчуваме на работа, трчаме да стигнеме сите гужви кои што траат, до 10-11, веројатно воопшто не внесуваме вода и тоа практично изнесува 12 часа како нашиот организам нема добиено течност. Или половина ден, речи. Половина ден. Тоа е поволен услов за формирање на кристали, калкулоза и целиот процес, значи целиот процес, еве ги овие се многу интересни камчиња, целиот процес на формирање на калкулоза да биде на камчиња да биде забрзан и ризикот да се зголеми од појавата на камчињата.
Сигурно. Овде ја споменавте Франција во 2 наврати, пред блокот реклами само мала дигресија би сакал да направиме, бидејќи таму престојувавте од стручен и научен ваш аспект. Би сакал само тоа во неколку реченици да го појасните и што е она што е карактеристично за камчињата, рековте, од Северна Африка и Јужна Европа, бидејќи така таму ги класифицираат. Вака, јас работев во една болница каде што практично еден од најпознатите кристалози или биохемичар кој што се занимава со анализа на кристали и на камчиња во човековиот организам работеше и кој што има објавено трудови за класификација на камчињата врз основа на нивниот морфолошки изглед. Значи, што се случува? Тие за да утврдиме причината за појава на камчиња, постојат 2 вида на анализи. Едните се хемиски, кога камчето се анализира со хемиски процеси, и професорот Додон имаше објавено труд, односно имаше објавено класификација, според која што ги класифицира се камчињата според морфолошкиот изглед. Значи ги гледаат на микроскоп и врз основа на структурата, врз основа на какви шилци има, како изгледа, каква форма има, камчињата ги имаше поделено во 5 класификации врз основа на нивната како хемиска, така и надворешен изглед. И сето тоа објавено во списание со научно значење, така да таа класификација практично беше прифатена на светско ниво за морфолошка анализа на камчињата. Со самото тоа може да се помогне за соодветниот третман на пациентите врз основа на сите податоци кои што се добиени за видот на камче. Значи видот дали е од видот врз основа на хемискиот состав и видот врз основа на морфолошкиот состав, со нивното мечирање се одлучува за видот на третман, за видот на совет кој што ќе се даде на пациентот, бидејќи најчесто при навремено откривање на калкулозата, на кристалите и сите оние промени што се случуваат во мокрачата, нема никаков потреба од некаква интервентен третман во моментот. Најчесто станува збор за менување на животните навики и стилот на живење врз основа, односно внесување на течности, исхрана, која треба да се внесува или не, и врз основа на тоа се дава совет на пациентот и се дава препорака како да продолжи понатаму. На пациентот останува да се придржува до препораките и да му се објасни дека доколку не се придржува, доколку не го смени животниот стил, постои голем ризик за 10, 20, 30 години да ја достигне целата тој камен или тој процес од кристали, калцификати и калкулоза да се развие со целокупните симптоматологија која што на крај завршува со тешки компликации со потреба од хируршка интервенција која што е радикален третман. Сигурно и пред блокот реклами го имаме првото јавување денес во емисијата. Добар ден. Добар ден. Господјо, добро дојдовте. Поздрав до вас и до емисијата, поготово до гостинот. Имам едно прашање. Мојот сопруг има бактерија Ешерихија коли, тоа е со еден бубрек и значи има брик операција направена и има бактеријата се јави, значи тој е веќе 4 години така опериран, а бактеријата се јави пред година дена. Со се имаме, мислам, се пробуваме нон-стоп под антибиотици, би сакала и плюс има сонда. Значи со кеса и има сонда. Би сакала дали би можел докторот нешто да ми помогне. Значи нон-стоп менуваме антибиотици, нон-стоп неколку дена ќе биде смирено, после тоа повторно почнува бактеријата да расте. Да, благодарам за вашиот интерес. Доктор Николов, да ги видиме блокот реклами, а по враќањето со вториот дел од Фактор здравје ќе одговориме на првото прашање и веднаш добивам сигнал од режијата дека имаме уште еден гледач или гледачка, да ве слушнеме и вас. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Господјо, и вашето прашање го очекуваме. Поздрав многу и едно прашање до доктор. Мојот сопруг има 82 години. Добро. Имаше камен во бубрегот пред 15 години. Меѓутоа сега се изгледа каменот се симнал во бешиката, има циста на бубрегот и сега не знаеме што да правиме. Рекоа дека во бешиката му била полна со камења. А он има диагноза Ајцелмер и е сместен
во резиденција Дамески, горе на Водно. Добро. И сега сестрата кажува дека што се интересирале преку овие уролозите, вика, они дигаат раменици. Као не е успешна, нема да биде операција, дека ќе го изгуби и она памтењето што го има од наркозата. И сега не знам, се чудиме што да правиме. Хај да се обратиме. Дали е доволно, докторе, за совет? Благодарам, господи, за вашиот интерес. Останете и вие со Фактор здравје. Ке продолжиме со блокот реклами и потоа одговор на вашите прашања. 10 години во најдоброто друштво. Изберете LG K4 заедно со 10 GB и супер брз 4G интернет со VIP Mobile EO. Повеќе за вас. VIP. Другари, ево стиго е G-Kids. Препарат садржи 7 активnih prirodnih sastojaka koji udruženi štite imunni sistem. Ćao gejmeri, evo za vas sam doneo jedan specijalni G-Kids, može? Ne sadrži šećer, rastvara se u vodi, kurkuma mu daje naranđastu boju, a prirodnim putem se došlo do arome breska. Nije šala, nije vic, stigao je G-Kids. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојке, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика. Во соработка со Фондот за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилиарна медицина, педијатар и комплетна дијагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 3055333. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје. Хит за лето. Svi pravi muškarci brinu o svom telu i izgledu, a ne samo dame. Zato, gospodo, neki vaš izbor bude liposukcijska ishrana. Zato nek vas ovog leta salo ne ometa. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу и далеку. Безболно со Екзајмер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница Скопје. 20 години боледам од белодробно заболување. Болеста е обструктивна. Често останувам без кислород. Не може да дишам, особено кога воздухот е загаден и има магла. Но се гушев на пролет и на есен, кога цветаат дрвата. Знае 2 до 3 пати годишно да поминам во болница. Но за мене имало спас, верувајте. Веќе 2 години користам Г Натурал зелено опакување и се чувствувам одлично. Го подигнав имуниот систем и, што е најважно се, почнав нормално да дишам. Г 132 плюс Натурал е мојот избор. 10 години во најдоброто друштво. Изберете LG K4 заедно со 10 GB и супер брз 4G интернет со VIP Mobile EO. Повеќе за вас. VIP. Со насловен доцент доктор Игор Николов, кој што е специјалист интернист и субспецијалист нефролог од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за нефрологија, дел од кампусот клиники Мајка Тереза во Скопје, денеска зборуваме на тема калкулоза и уринарни инфекции. И пред моето следно прашање, докторе, да одговориме на двете јавувања пред рекламите. Сакате по редослед или прво на второ? Можеме по редослед седа. Да. Значи, вака стануваше збор за токму два различни случаи кои што се на двата сегмента од темата која што говориме. Значи, едната беше уринарна инфекција со Ешерихија коли. Ешерихија коли е едната од најчестите бактерии кои што ја се среќава и која што ги предизвикува уринарните инфекции. И тоа обично, како реков преска, се среќава често пати кај жените, но еве стануваше збор за пациент кој што е опериран на веројатно на клиника за урологија со операција која што се вика Брикер, кој што има еден бубрек, кој што има сонда. Секоја манипулација на ниво на уринарните патишта, аплицирање на сонда, оперативен третман, како што кажав, недоволно и неправилно елиминирање на мокрачата, веројатно ради операцијата која што имал на бешикот, на мочниот меор, доведува до создавање на поволни услови за уринарна инфекција. Во овој случај, веројатно станува збор за Ешерихија коли, која што тука нашла поволни услови да се размножува
и покрај сите различни бактерии, сите антибиотски третмани кои што веројатно пациентот ги добива, резистентно станала резистентна на повеќе антибиотици и тука се појава проблемот. Не разбравме од пациентката дали од гледачката дали пациентот е лекуван со антибиотик парентерално, значи на вена, или е само лекуван со орална антибиотика, но многу е важно да се каже дека се прави уринокултура, врз основа на која уринокултура се одредува количината на бактеријата која што ја предизвикува уринарната инфекција и се одредува нејзината осетливост. Врз основа на таа осетливост можеме да одлучуваме со кој антибиотик ќе го третираме пациентот. Сето ова за да се направи потребно е значи пациентот да се следи од интернист. Не мора да биде ни нефролог ни уролог, значи може да биде интернист, но може да биде и матичниот лекар кој што ќе ги упати на уринокултура да направат. Врз основа на резултатите од уринокултура потребно да се даде антибиотски третман, но чувме дека повеќе антибиотски третмани овдека не действуваат, така да потребно да се одлучи дали е потребен антибиотски третман на вена, кој што се дава во здравствена институција од секундарен или терцијарен карактер, може да биде и во секундарно ниво, може да биде и во терцијарно ниво и врз основа на тоа треба да се третира ешерихијата. Сепак, трајно и вечно излекување и гаранција за тоа не може да се даде, бидејќи заради поволните услови таа повторно ќе се размножи. Што се однесува за вториот случај, стануваше збор за пациент кој што е од делот на нефрогеријатријата, специјалноста за која што изборував. Значи станува збор за возрастен пациент кој што е сместен во дом за старци, во дом за стари лица, се извинувам. Значи во домот за стари лица и кај старите лица спецификата е посебно во летниот период што една мала дехидратација ги изфрла од рамнотежа како бубрезите, така и уринарните патишта. Се создаваат поволни услови за формирање како на уринарни инфекции, така и на камчиња, калкули. Пациентот беше и со Алцхаймерова болест, веројатно заборава колку пие течности, како пие течности, не може да следи како пие течности. Тука би упатил еден апел до здравствените институции во дадениот случај старски дом за стари лица и персоналот кој што ја дава негата во домот за стари лица, кој што треба практично да следи колку пациентот внесува течности и доколку не внесува да направат напори да тој внесува течности, поготово да пие вода. Доколку не може да пие вода, би требало да му се дадат на вена, значи водени раствори. И сега стануваше збор за појава на камчиња кои што се наоѓаат во бешиката. Во бешиката, да. Да, во мочниот мер. Сега, доколку пациентот е во возраст во која што оперативно не може да се изведе анестезија, да се направи па да се истретира оперативно, веројатно заради тоа е главната причина според која што уролози не се нафаќаат на хируршки третман. Камчињата кои што се наоѓаат во бешиката, доколку прават сериозни проблеми, да тој престане да мокри, да направи сериозна инфекција која што ќе направи температура од 39 или 40 степени, во тој случај треба да се интервенира и тие можат или да се скршат, да се влезе со сонда и да се скршат, тоа е една уролошка техника која што е полуинтервентна, или во дадената ситуација со оперативен третман, но треба да се процени дали е возможен. Така да тоа би требало да го во соработка здравниот дом, во соработка со секундарен уролог или терцијарен уролог, најверојатно секундарен уролог или геронтолог, значи да направат проценка, да направат проценка на кој начин би ја санирале работата. Благодарам за првите два одговора, а пред следното јавување само да споменеме дека лабораториските упати и она што како наутки се добие утврдува дали постои или не постои уринарна инфекција и следствено на тоа калкулози кои што се појавуваат во еден од двата бубрека. Да го слушнеме следното јавување. Добар ден. Добар ден. Господине, и вие сте добродојден, ве слушаме. Поздрав до доктор и до вашата емисија. Благодарам многу. Па сакам докторот да го прашам. Јас бев пред неколку дена на преглед на компјутер. Добра. И ми рекоа дека има ситни камчиња, тоа како песок. Добра. И преди еден месец, за месец дена ми се појави крв во мokraците и темна боја како каф. И тогај си бев на уролог, ме упатија на компјутер и сега ми баш и јас и сврлив едно каменце маленко како зрно и го расторив
како песок, мил песок, радиш. Арно, ама сега на прегледот викат ми има уште нешто по камчиња, такви мали. Викам, големи ли са, мали са. Дали што треба да пијам, како треба да се понашам, што да направам на доктора да ми објасне? Дали ова доволно, докторе, за одговор? Доволно. Благодарам за вашето јавување и докторе, уште едно имаме во овој блок. Добар ден и до вас. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Господине, и вас одлично ве слушаме. До вас. Благодарам. Како водител и докторот. Благодарам, поздрав и до вас. Ве слушаме со вашето прашање. Сакам да прашам докторот за следново. Значи, јас имам во десниот бубрек солитарна циста, која што ми порасна за 1 сантим од претходните 2-3 години, а во десната, во левиот бубрек имам во чашка 2-3 каменчиња од по 3-4 милиметри. Значи, уринарниот статус ми е уреден, крвта се окей, така да од време на време, односно сега во летниот период, бидејќи пијам повеќе од 6 течности и наназад се случува да преку ноќта почесто да уринирам. Дали има врска нешто со тоа, со течностите или нешто друго испитување може да треба да се направат и колку би требало да бидам загрижен за цистата и за каменчињата во бубрегот? Благодарам и за вашиот интерес, господине. Добро, да почнеме поред. Првиот случај стануваше збор за камчиња кои што се ситни, кои што се видени прво на ултразвук, па потоа и на компјутер. Едното од камчињата, добивме податок дека пациентот измокрил едно камче. Како песок. Како песок, кое што би било добро следниот пат кога ќе се појави, да може да го собере и да потребно да се испита тоа, како биохемиски, така и морфолошки. Со биохемиската анализа можеме да утврдиме од кој состав, каков тип е камчето. Значи, може да постојат оксалатни камчиња, може да постојат нитратни камчиња и врз основа на тоа може да се даде совет за диететска исхрана. Доколку се оксалатни камчиња се советува да не внесуваат храна богата со оксалати, а храна богата со оксалати станува се спанаќ, зелени салати како мароли, понатаму кока-кола, чоколади и останати јаткасти овоше. Друго, исто сакав да кажам дека пациентот кој што има такви камчиња и такви видени на компјутер, потребно е да внесува доволно количество на течности, значи околу 2 литра, меѓу 2 и 3 литра во текот на денот. Сепак, бидејќи стануваше за повозрасна особа, тоа треба да се координира со крвниот притисок, да не биде да внесот на течности доведе до покачување на крвниот притисок, така да евентуално доколку има висок крвен притисок потребно е да се внесат и лекови кои што ќе стимулираат мокрење како што се диуретиците, во секој случај крвниот притисок да биде добар. За елиминирање, да се продолжи елиминирањето на тие камчиња, бидејќи веќе почнал да елиминира камчиња, јас би советувал внес на големо количество на течности и да пие спазмекс 2 пати по едно во текот на денот со цел да се релаксира мускулатурата на изводните каналчиња и камчињата полесно да излегуваат. Вториот случај стануваше збор за циста и камчиња во другиот бубрек. Значи, вака, цистата представува вообичаено случајна од на бубрезите, значи голем процент од населението имаат цисти кои што може да бидат лоцирани на различно ниво на бубрегот. Што е карактеристично со нив е тоа што цистата, доколку е единечна, потребно е да се следи со која брзина и со која динамика таа расте. Добивме податок дека цистата пораснала за 1 година. За 1 година, но не разбравме точно колку пораснала. Доколку цистата расте со една динамика која што ќе доведе да таа стане со димензии до 7, 8 до 10 сантима, кога прави притисок, компресија на околните ткива, со притисокот и компресијата врз околните ткива, таа може да предизвика болка, која што обично е во лумбалниот дел. Ние на нефрологија тие големи цисти, такви околу меѓу 8 и 10 сантима, можеме интервентно да ги боцнеме и да ги испразниме од течноста која што е внатре во нив. За да се направи сето тоа, претходно цистата се исследува како со ултразвук, така и со компјутер, за да бидеме сигурни дека не станува нешто збор за нешто друго, некоја туморозна формација и да бидеме сигурни дека е циста, како би може да боцне. Сигурно. И уште едно јавување имаме, за третманот споменавте, докторе, дека може да биде конзервативен и хируршки, но претходно да го слушнеме и следното јавување. Добар ден. Ало? Ало, добар ден, господине. Добар ден. Ве очекуваме со вашето прашање. Поздрав до вас и до докторот. Поздрав и до вас. Дали има
некоја чајре доктор да ми каже за ноклото мокрење. А простатата ми е негде околу 0,4, така ми кажа уролозите. Добро. Тоа сакам да прашам. Дали има некоја чајна да се спасам од тоа ноќта? 3-4 пат може ноќе излегувам. Дали ова доволно за одговор, докторе? Доволно, да. Благодарам. 3-4 пати станување во текот на ноќта, доколку се спореди со оние пациенти кои што имаат сериозни проблеми со простатата, и не е така многу. Ние имаме пациенти кои што стануваат ноќе по 7-8 пати, кои што практично целокупното спиење во ноќта им е пореметено и бараат помош, и тоа најчесто станува збор, во тој случај најчесто станува збор за проблеми со простатата, значи бенигна, може да биде бенигна хиперплазија на простатата. Пациентот ни даде податок дека има 0,4, но најверојатно 0,4 е ПСА, лабораториска анализа на простатичен специфичен антиген, врз основа на кој се детерминира дали постои некакво малигно пореметување на ниво на простатата. Во секој случај потребно да се измери димензијата, големината на простатата и врз основа на тоа да се одлучи за начинот на третман. Јас би советувал да консултира матичен лекар кој што ќе го упати на матичен уролог во секундарно здравство и да се направи проценка за понатамошно исследување. Секако потребно е ултразвучно исследување, односно ехо да се направи. Докторе, јас имав уште прашање, но сепак тие ќе ги оставиме за следното ваше гостување. Ми беше задоволство што предизвикавме интерес и напомена да не ве чекаме толку долго повторно до следното ваше гостување. Фала ви за поканата, да упатиме апел да се внесува доволно количество на течности и да упатиме апел за здрави навики кои што ќе бидат со внесување на течности, посебно на вода, која што е најдобро да биде негазирана и да биде распределена на повеќе порции во текот на денот. Сигурно ви благодарам уште еднаш, поздрав до вашите колеги на клиниката, а за понатамошни информации за кажување термин наставен доцент доктор Игор Николов ви стои на располагање во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за нефрологија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје. Ви благодарам на вашиот интерес и соработка и внимание и поздрав до утре со новото продолжение. Пријатно.